Поминаа 40 години од представувањето на Audi Quattro, првиот модел што го имаше овој погон. Тој не само што го промени имиджот на марката, туку и наглава го сврте целиот автомобилски свет, посебно во рели надпреварите. Погонот на сите тркала беше желба и идеја на основачот на Ауди Аугуст Хорх, но приказната за него вистински започна да се развива во 1977 година. Тогаш при тестирање на воениот Volkswagen Iltis, еден инженер на Ауди задолжен за шаси и дошол на идеја да го имплементира новиот сетеренски погон во класичен автомобил. Фердинанд Пих, како технички директор, веднаш има издадено наредба за развој на проектот А1, како што беше наречен. Буџетот беше мал, заради што прототипот беше создаден со комбинирање на делови од веќе постоечки модели од Volkswagen и Audi. Кога беше готов, тој беше подложен на две сосема различни тестирања. Првото беше на планинскиот превој Турхар Хохен во австриските Алпи, низ кој поминува еден од највисоките и најстрмни патишта во Европа. За вториот тест беше задолжена сопругата на директорот за развој, која со возилото отиде на шопинг во Виена. Токму нејзиното мислење беше пресудно за комплетниот успех на Quattro погонот, додека инженерите беа воодушевени со возните својства на снег, таа се пожали дека автомобилот тешко се паркира заради што беше додаден централен диференцијал. Серискиот Audi Quattro, првично замислен да се лансира под називот Карат, беше представен 1980-та на салонот на автомобилите во Женева, каде годинава требаше да биде одбележан неговиот јубилеј. Тој беше базиран на моделот 80 и имаше 2,1 литарски турбомотор со точно 200 конски сили. Големата моќност, малата тежина и секако погонот на сите тркала му подарија возни перформанси кои беа подобри и од некои тогашни супер автомобили. Образложението за тоа беше едноставно. Според законите на физиката, максималната сила што може да се пренесе на подлогата зависи од коефициентот на триење и тежината на возилото. А кај Audi Quattro целата негова тежина работеше во корист на перформансите, за разлика од сите други возила кај кои тоа беше само оптоварувањето врз погонската оска. Вистинскиот потенцијал на овој автомобил сепак зависеше од техничките решенија што ги имаше. Тој во полн израз дојде на првото рели каде настапи, каде официјално не се ни надпреваруваше, туку служеше како придружно возило. Се кажува фактот што Audi Quattro заврши скоро половина час пред победничкиот автомобил, со што легендата веќе беше створена. Во децениите што следат, овој погон масовно се пресели во сите модели на Audi, гарантирајќи ги нивните возни својства. Постојано беше напредуван и оттогаш представува нераздвојлив дел од глобалната препознатливост на Audi. Денес, кога струјата е на мода, пред него се нови предизвици кои, судејќи според снимките од e-tron S што го гледаме, лесно ќе ги совлада. Оригиналниот Audi Quattro се произведуваше 11 години, за кои беа направени точно 11.452 примероци. Неговиот погон пак во изминатите 4 децении е вграден во 10,5 милиони возила на Audi.